Чекај, Керко, чекај. Остај, сетне ќе раздигнеш. Седни прво да ти кажам нешто. Ви се еваму. Јас сум решил, Керко, вака. Мене годините лека полека ми одат. Гледаш ти и самата. Па не сакам од овој свет да си одам, без да отидам на Божји гроб. Затоа јас сум решил со брат ти да одиме ние до Божји гроб. А тебе да те оставиме тука, куќата да ја вартиш. Како ќе кажеш, татко, така ќе биде. Јас твојот збор два не го правам. Ама едно се плашам, да останам сама в куќа. Види, татко, и јас на такво нешто помислив. Не е арно сама девојка да оставиме толку време. Сам знаеш, секаков народ има повеков. Сум мислел и на тоа, синко. Знам оти, сиот свет не е арен. Имаме и душмани. Затоа, за да не дојде до некој резил, до некој срам, јас сум решил вака. Куќата ние ќе ја затвориме, а ти, Керко, ќе останеш внатре. Вратите и портата топ не ги разбива. Ти ќе си седиш внатре и ќе си чекаш. А бабата, што седи веднаш тука до нас, ќе доаѓа секој ден и ќе ти носи јадење и пиење со една кошничка и со јаженце. Така преку прозор тоа ќе ти го дава. А јас на бабата сетне, од која ќе се вратиме, ќе ја купам голем бакшиш. Што велиш ти на ова, Керко? Реков дека твојот збор два не го правам. Знам дека само добро ми мислиш. Благословена да си, Керко, што ме послуша. Да даде Господ царица да се сториш. Ајде, синко, замандали ја вратата. Сега ти, бабо, ме разбра мене, али не ме разбра? Разбрав. Се разбрав и појќе од што треба разбрав. И гајле да си немате, ќе ја вардам како да е моје чето. Да ја вардиш убо. Да внимаваш да не направи некоја грешка, оти после тебе глата ќе ти ја скинам. Синко, ај, остај го тој муабет. Си знае бабата. Аз си знам. А за бакшишот, што ми го такса да ми го донесеш. Ке знам и појќе од што знам. Ето. Одете си, не берете гајле, среќен нека ви е баба. Добро, бабо, ајде. Ајде. Субо, со арно да си се врати. Ајде, бабо, со здравје. Здраво, Жио! Убо трговче, што ми правиш? Аре, здраво, Живо. Ова за мене? Се Исто како вчера, што зедов, истото и денеска ти кажеш. Исто како вчера. Ајде, дај ми па да си носам на мојата убајица. Оти чека кутра. Слушај, Кажи. а ти кажуваш ли таму како што ти нарачувам јас? Леле, ти пак ли за тоа? Колку време стана како што ти ден има 2 месеца? 2 месеци има и фаза има. Да кажеш. Кај да е, ке си дојдат за месец, 2, 3, што знам, да се кренат ова снегиштева, ке се вратат. И ова ќе ми го даеш? Ај. Така. Слушај, ти кажеш таму 2-3 лафа за мене. Ма немој да ми зборуваш за тоа, ти сега ме наути да знаеш кај тебе не пазарувам веќе. Кај ќе пазаруваш по ова снегово долно мало? Долно мало ќе одам, да не збориш вака. Слушај, да го однесеш ова и таму за мене да кажеш 2-3 збора и една целувка да даеш. Леле, ќе те отепам, дети ќе те отепам, да знаеш. Ај со здравје. Готово. Тегни. Многу ти благодарам, бабо, за добрината твоја. А ти, Керче, како си ми, а? Како поминуваш сама? Збор сум дала на татко и ќе издржам. Ти не бери гај. Сакам нешто да ти кажам. Она трговчено што пазарам кај него секој ден. Нема ден кога ќе отидам кај него да не ми речи нешто за тебе, те поздравува, те ова, те она. Стара мајко, зар вака ли те остави татко на ѓаолот да ме предадеш? Бабе, сега нека ти е просто.
Ама уште еднаш тој збор да не ми го речеш. Од Бога е греота, а од луѓе е срамота. Да знаеш, Керче, дека многу кеот ми го направи вака што ми рече. Ама не сум крива јас. Многу ме притиска трговчето. Секој ден ми велите ова те она, не сум виновна. Добро, сега исто како ништо да не си ми кажал. Ај, ој си ми со здравје, па утре ке се видиме јас и ти со Арна. Ај, убаво и лесно да ми спиеш. Ај, со здравје. Еве ми е најмилата муштерика. Повели, бабо, повели. Здраво, Здраво, тебе кој ќе те видам како неа да ја гледам. Исти сме вака кој ќе не погледнеш. Да, така велам, не. Слушај, А? престани ти за тоа да ми зборуваш. Знаеш дека таа си е девојка наместо. Де па ти, јас сум си наместо, види како сум. Кој ќе дојде попот, прај си му обед, побараја, венчаја и Слушај. и после прави што сакаш мене да ме оставиш, ич не сакам муабет за таа работа. Слушај да ти кажам, голем бакшиш ќе ти дадам, ти само нареди ја работата. Бакшиш. И попот бакшиш ќе ми донесе што ја вардам. Ама попот не ти дава тие пари, ја што ќе ти ја дам. Ти направи, нареди ја работата, венчана, не венчана, ја само да влезам кај. Ама не е убаво вака да зборуваш, да ти кажам право, не е убаво. Оти ме. И да знаеш, ни венчавање, ни невенчавање, таа си е, ти кажав, девојка е наместо. Та ништо не прави без татко и без брати. Кога ќе си дојдат, правите муабет. Абе, баба, ами зошто си ти тука, мори, па ти ќе кандисаш, ќе уидисаш работата, а? Ќе те чек, слушај, знаеш ти, ја Чичо дава, бе. Бакшиш голем те чека, не вери. А? Велиш, Ќе види? голема пара, а? Абе, голема пара. Ај, бегај, дај, Чекај, дај што е задавање. Еве, И не ме празни муабет. чекај, полека, стој. А. Ова, поздрав од мене ќе го даеш и една Поздрав. целувка. Оган, да не те изгори. Ајде. Ај ти нареди ја само работата, гајле немај. Керко! Керче! Еве ме, бабе. Ама сум се успала утрово. Знаеш, не се доседува сама. Епа, ти си крива што си сама. О тебе, бабе, јас да сум крива? Што треба да правам? Јас ке ти кажам што да правиш. Трговчето за тоа што ти кажував. Пак ми рече. Вели, ке направам се што сака само со мене да биди. Ако сакаш уште денес ке те венча, само со тебе да е. Кај го правам јас тоа без татка? Добро, знаеш ли ти што збориш? Знам јас дека ти без татка тоа не го правиш. Ти не се венчаш без него, ама трговчето вели, ако сакаш, може и невенчана. Само со тебе да е. Во тебе ѓаолот влегол и не знаеш како да го избркаш. Знаеш ли ти кога ќе дојде татко дека се ќе му кажам? А ти добро го знаеш татко ми каков е. Керко, ами ако реков не пресеков, не лути се толку, тој така, ајде, само со тебе да е. Јас си го кажав своето, а и татко кога ќе дојде и тој ќе си го кажа неговото. А ти најлошо ќе си поминаш. Уста веќе нема да отворам за тоа. Не. Само на татка ти немој да кажуваш. Уста не отворам, ништо за тоа нема да зборнам. Така да знаеш. Ами, ова јадењево купеново, а? Тој па уште и јаболко, поздрав. Ај, што да правам, го брав бостанот. Кај се полако ми попусти пари од трговчето. Ова ќе му каже на татко и кој ќе дојди ќе ме отепа, и тој. Аџила ќе прави Јерусалим ќе оди. Јас да ја вардам.
Што да прам? Ке му пишам писмо. Друго чара нема. Лет на главата, а во писмото ја знам што ќе пишам. Како знаеш да си дојдиш? Оти ќерка ти не може ништо да ја запре, станала како бесна кучка и цело село се смее со неа. Со лага ми го зеде клучот што ми го остави и дење ноќе не се прибира. Многу срамови донесе на твојата честна глава. Ете, синко, не можам ни да читам повеќе. Веднаш да одиш и да ја избркаш од дома. Кога ќе дојдам да не ја најдам таму. Ако треба и да ја отепаш наместо, синко, ич, око нема да ми трепне. Чекај, бре, татко. Не брзај. Не брзај. Знаеш дека не е таква. Не греши душа. Хајде, синко. Грешам душа, за грешница грешам душа. Хајде, оди подготви се и да тргнеш на пат. Као ќе речеш, татко. Ајде, така нека биде. Значи така велиш, а? Таа е вистината, братче. Па ти како сакаш. Не, јас како сакам, сестро, туку како морам. Знам јас дека не е вистина тоа што го пишувала вештерката, ама на татка не може да му се прече. Рече да си одиш без ништо. Да си одиш каде очите гледат. Ке си одам. Јас дома не останувам. Оти во очи не можам да му погледнам. Се едно што не е вистина. Знам јас дека не е убаво, дека не е право ово што ти го правам, а морам да исполнам заповедта на татка. Секое зло за добро, мили брате. Епа, сестро, оди ми со здрави и Господ нека ти е на помош. Ако даде Господ, може пак ќе се видиме. Еве ке си одам, како што кажал татко. Без ништо. А ти, ако жали за мене, теши го. Едно да знаеш, кога и да е, ке те побарам.
само убава девојка. Слези долу да те видам. Слези, ништо лошо не ти мисли. Која си ти? Знаеш да зборуваш? Ако не сакаш да слезеш, барем кажи ми која си. Сакаш на колена те молам? Еве, и тоа ќе го направи. Но пак не сакаш. Добро, кажи ми ја барем макада што те натерала во оваа поселја. Како те гледам вака по облеката, не си некоја сиромашна, за да седиш овде. Добро, не сакаш да следиш? Добро, твоја работа. Седи таму. Честити, принцу. Што бараш наваму ти? Ја барам бабата што живее овде. Бабата ја бараш. Да. Па јас сум таја. Аха. Слушај, И што ти треба? мене ми кажи? кажа дека си многу и требала. Ај, така. Дека многу работи знаеш. Ај. Слушај, те молам да ја излажеш девојка да се симне од дрвото. Која девојка бе? Таа горе кај чешмата. Кај која чешма? Кај планинската чешма, таа горе девојката. О, Господи. А јас ќе те наградам за тоа. Слушај бе, синко, па ти си сила, се можеш. Што не ги викнеш стрежарите, ќе ја симнат веднаш што ме Слушај, бараш бабо, мене, бе? не кеам тие работи да ги правам со сила. Тоа се прави со убаво. Арно, де, Ти арно. кога ќе излажеш да се симне од дрвото, јас ќе дојдам и со убаво ќе ги кажам. Арно, значи, од мене бараш само да ја симнам од дрвото, а? Само тоа. Како Само те- тоа го барам. Да ја симнам од дрвото. Слушај, синко, ќе тргнам јас прва, а ти дојди по мене. Па ќе се договориме заедно што да правиме таму. Ајде, тргај по мене. Значи, да ја симнам само Само од да ја дрвото, симнеш од ништо дрвото. повеќе. Овлеле, јас сирота се отепав. Леле, има ли некој да ми помогне? Леле, сите коски ме болат. Овлеле, мајко, што ќе правам? Леле, ќе останам овде на снегов, ќе си умрам. Има ли некој да ми помогне? Има ли некој? Овлеле! Ау! Од каде дојде Морикерко? Од небо ли падна? А? Не ти мислам ништо лошо. Мене ми е предскажано дека ќе земам невеста од дрво. И кога те видов, знаев дека си ти таа. Јас сум царски син. И затоа те молам да ми станеш невеста. Што е де? Добро, не сакаш или не можеш да зборуваш? Браво, ти благодарам, баба, за добрината. За ова богато ќе те наградам. И на свадба ќе те викнам. Кажи ми, дали сакаш да ми станеш невеста? Ако не сакаш да збориш, климни само со главата. Ете ми се исполни кажаното. Ај, со среќа, деца.
Таа ми кажа татко дека сето тоа она бабата го сторила во договор со оној непрокопсан трговец. А и сам знаеш бе татко, јас твојот збор не можам да го погазам. Ако бре, синко, ако си сторил така, чунки резилот веќе беше пукнат. Ништо не пукна, татко. Ништо не пукна. Па бабата само тебе ти има пишано. Отпусти страв да си ја спази кожата што ја направи грешката. Ај, што направив, бре, синко? Што направив? Се избрзав. Се избрзав сега. Каде да ја бараме? И дали воопшто можеме да ја најдеме? Таа може би се отепала, синко. Може би. Може би го сторила тоа, ти беше многу тажна кутрата кога си отиде. А и рече, ако жалиш по неа, да те тешам. Што да направам, синко? Што да направам сега? Каде да ја бараме? Слушај, што лошо ти имам направено што уста не отвараш? Кажи ми каде сгрешив. Кажи во што е маката. Знам дека знаеш да зборуваш, оти насон цела ноќ викаше. Што реков? Прозборе. Па добро, зошто не сакаш да зборуваш? Затоа што ме зеде без да ме прашаш дали имам нешто свое на земјава. Па, како од дрво да сум паднала. Па мене и отаму ми падна. Слушај, мене не ми е до шега. Добро, прости ми, од кога прозборе почнам да се шегувам. Кажи ми чија си? Кажи ми од каде си? Кажи ми кој ти има толку сгрешено што си лута на целиот свет? Татко ми. И тој како тебе не ме праша ништо, туку ме казни. Ама јас те прашав и ти ми климна со главата. Кога тргна татко ми на аджилак, ме благослови царица да бидам. Знаев дека ти си мојата судбина и затоа ти климнав со главата. Слушај, ако е жив татко ти, ќе наредам да го донесат овде, има на колена да те моли за прошка. Само ти кажи ми што ти има сгрешено. Долга и широка е мојата приказна. Ке ти раскажам се поред. Еве вака беше. Честити принцу, еден човек чека надвор и сака да влезе. Му реков дека не можеш, ама тој падна на колена молејќи се и да влезе ли? Да го викнам или прво ќе ми раскажеш? После ке ти кажам, зашто долга е мојата приказна. Нека влезе. Татко, Прости, Керко, ако можеш. па не личи на татко да клече на колена пред керка. Стани, простено ти е од мене. А за бабата и трговецот, казна барам. Дојди сега да се прегрнеме. Ама ќе ми каже ли мене некој што е ова? Ке ти раскажам се. Еве вака беше.